Маската Маскен марш на Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица е прогласена за најдобра во категоријата групна маска со 50 и повеќе лица на Струмичкиот карнавал и припадна парична награда од 1000 евра. Од учесниците велат дека задоволството е големо да се биде прв и носител на една ваква маска и велат дека мотивацијата е уште повеќе да работат. Така, и годинава по не знам кој пат повторно сме наградени на Струмичкиот карневал. Значи, освоивме првата награда во најголемата, најмасовната категорија, над 50 учесници. Ние имавме 80 и кусур маскирани лица во маската Маскен марш. И презадоволни сме, нормално. Особено сме задоволни поради тоа што карневалот повторно се случи со пауза од 2 години. Тоа треба да ни биде најголема награда за сите учесници кои што се ентузијасти и работат со елан на изработка на маските. Возбудливо е и тешко. Она што се работи со љубов никогаш не е тешко. Нормално дека постојат моменти кога одсеќе ти дојде преку глава, меѓутоа сето тоа е некој сладок умор и не се памти, тој се заборава. Напорно е секако, меѓутоа се работи со задоволство, се работи со љубов и така да се наоѓа некој баланс, да се произведе тој краен резултат кој што кулминира со награда. Во категоријата пак на маски со 30 и 50 лица, најдобра маска е на јубилејниот кас на Струмица на Сдруженијето Струма. Второ место го освои маската Пчелин рај од Основното училиште Видео Подгореца, третата награда не е доделена. Во категоријата групна маска од 20 до 30 учесници најуспешна е маската Се во наша раце на групата Мулер Руш. Од групата велат дека веќе идеи за наредниот карнавал се крчкаат. За карнавалџија не е тешко да работи со карнавалска маска, еланот постојано тука, идеите за следната година веќе се крчкаат, така да возбудливо е, позитивно е и се на се можеме да кажеме дека е еден од најубавите настани кои што ни се случуваат на целата карнавалска група. Така, имате ви и група со млади членови? Има, да. Така, оваа година карнавалската група Мулен Руш со 2 групи освои 4 награди и тоа во категорија Б, ако не се лажам беше, возрастните освоивме прва награда и за алегориско возило втора награда, а во Г категорија младите освоија трета награда и трета награда за алегориско возило. Така да со 4 награди е Мулен Руш. Имајќи предвид дека на карнавалот се повеќе од 20 години? До 2013. Има ли година која што поминала, а да немате добиена награда? Само една година, 2005 година, останавме со утешна награда поради тоа што не се слегнавме од камионот, значи за настапот. Целата група беше качена на возилото, на камионот и тоа беше една од замерките која подоцна ја сменивме и веќе од тогаш постојано сме со награди. Жири комисијата додели и 2 дополнителни награди, како и една стимулативна награда на струмичките мажоретки. Вкупниот награден паричен фонд за карнавалските награди изнесува 8550 евра, а наградите за најдобра карнавалски маски ќе им бидат доделени утре.